Добро утро, секое утро, мощна интересна тема, барем така велат и моите колеги, да слушаме внимателно, но за жал не можат самите да се препознаат дека се манипулатори. Така слушнав нешто, таму некој ни дофрлува. Марија Михајловска, психолог. Добро утро и добре ни дојде. Драго ми е што ќе имаме можност да разговараме со вас. Добро утро. Ви благодарам на поканата. Драго ми е што во утро сум со вас и воедно ги поздравувам гледачите на Алфа телевизија. Да, еве го насловот на ТВ екраните. Оваа тема е се почеста. Во соседството, како што можам да забележам, се пишуваат книги, се апелира, сакаат да допрат до оние кои што живеат, имаат било каква комуникација и контакт со манипулатор. Како ние, па еве и малку и кај нас да ја обработиме оваа тема, затоа што можеме да забележиме дека во последно време се повеќе нешто ни се случува чудно со луѓето, па се прашуваме зошто така реагираат оние што се поемпатичните луѓе и да кажам, и мора така да се изразам, нормалните луѓе. Така. Како да препознаеме манипулатор ќе биде првото прашање. Така. За жал, денеска многу има манипулатори околу нас и понекогаш е многу тешко да ги препознаеме, затоа што тие се луѓе кои што се префинети, кои што се успешни, кои што се најдобри, но тоа сето го постигнуваат со манипулација. Значи, манипулираат за да го добијат тоа што го сакаат. Најчесто и во љубовните врски, во семејството, во брак, во бизнис, во политика, секаде ги има. Секаде, затоа што манипулаторите ги има во сите системи. И посебно во љубовните врски, партнерските врски, каде што многу лесно личноста што е изманипулирана станува жртва на манипулаторот. Сега, ова утро ќе се осврнеме, затоа што ќе имаме дружба и повеќе пати треба да ни гостува психолог, затоа што живееме во едно навистина многу тешко време, каде што дури еве произлегоа нарциси, манипулатори, се многу почесто се зборува за нив. Може би во минатото не ги препознавале, меѓутоа сега со новите методи на проучување, новите теми, да кажам, и во психологијата и така натаму, доаѓате до заклучок дека постојат многу манипулатори, за жал, и еве ги, како печурки велам јас, никнуваат и нарцисите. Дали постои, сега ќе се задржиме на љубовните врски, ако ништо друго, барем со ова што ќе го слушнат, да се препознаат сите оние кои што можеби се наоѓаат во една манипулаторска врска. Како сето тоа започнува? Нарцис-манипулаторите можам да кажам дека се едни од најопасните. Значи ги има двата термини. Нарцис-манипулатор. Така. И постои само нарцис и само манипулатор. И само манипулатор, добро, да разграничиме. Значи, така, психопати, манипулатори, социопати, тоа све спаѓа значи во истата група. Дали манипулаторите се со психопатско пореметување на личноста. За жал. Значи, манипулатор е човек лично со психолошко пореметување и посебно нарцис-манипулаторите, затоа што, видете, секој може да биде манипулатор. Дури и обичниот човек може да биде манипулатор, за да за да ја постигне целта која што ја сака, но велиме тоа се бенигни манипулации, не предизвикуваат толкава огромна штета кај личноста. Но вие останатите метастази пуштаат во животот. Така е. Тие дури можеме да ги кажеме и малигни манипулатори, посебно нарцис-манипулаторите во тие партнерски врски, каде што постојано сакаат да се во центар на вниманието, значи своето его го хранат на тој начин, со моќ, со восхит, со почит. И тоа е многу тешко. Што прават тие за да им се восхитуваш? Ако тоа го бараат од својата веќе одбрана жртва? Жртва, така. Прават да се чувствува како принцеса. Да. Еве да кажеме, маж, нарцис-манипулатор, затоа што многу повеќе процентуално се мажите. Има и жени, меѓутоа мажите се многу повеќе. Зошто е тоа така? Тоа најчесто ќе спомнеме, значи потекнува од примарното семејство, тој однос мајка-син, претежно. Така. Затоа што тоа неадекватен однос, тие манипулатори немаат љубов, немаат поддршка. Жално. Така, посебно од мајката, и тоа е траума за нив. Чувствуваат бес, лутина, гнев. И понатаму
Дали може и од одмазда. некои љубовни врски претходно да се создаде манипулатор или Не. Значи не. само од семејството. Само да, значи главен фактор е семејството. Продолжувам, ве слушам за љубовните врски. Така. Во љубовните врски манипулаторите обично имаат 3 фази каде што ја спроведуваат таа стратегија. Првата фаза е идеализација или фаза на бомбардирање со љубов, каде што буквално жртвата е принцеза. Така. Се прави за неа. И невозможното го прави возможно. Целта е да ја придобие кон себе, да ги најде оние нејзини Тој е принцот на белиот конј Точно. кој се појавува. Точно. Значи треба Така е. жените да бидат внимателни ако некој дотолку ги бомбардира со внимание, дека треба да имаат знак прашалник. Така е. И да не се опуштаат Така е, премногу. така е. Интересно е што во тој почетен период од врската, тие изјавуваат љубов, сакаат брак, сакаат да оформат семејство, меѓутоа се случува многу брзо. Може би нели за месец дена да го побара тоа од вас. И кога ќе наидеме на таква личност, каде што нели тоа треба да биде аларм, да застанеме и да се прашаме. Дали е Дека ова не оди се реално? така лесно во Така животот, е. па ни љубовните здравите врски. здравите врски нели се Се развиваат запознаваат, постепено. така. Ова не е реално, едноставно не е реално. Меѓутоа, они се толку вешти, бидејќи точно знаат која личност да ја одберат за манипулација. Како чувство има? Велиме тие немаат чувства, што е многу жално. Така е. Како што и вие посочивте, ве разговаравме во холот на Алфа, затоа што и вие оваа тема ја обработуваме, тие немаат никакво чувство, ни на жал, ни на некој доколку го гледаат како плаче пред нив, тие воопшто не им се развиваат никакви чувства. Тие немаат емпатија. Но затоа пак знаат многу добро да одглумат. Така Значи е. тие се за во филм само. Точно. Манипулаторите, посебно нарцис манипулаторите, се одлични глумци. Имаат милиони и милиони маски, кои што и те како знаат во која ситуација, која маска да ја стават на себе, посебно во љубовните врски. Кога жртвата е личност која што е со ниска самодоверба, несигурност, можеби нели претходно имала некои неуспешни љубовни врски, и сега замислете, доаѓа во ситуација каде што наоѓа идеален човек. Нешто што го посакувала цел живот. А кој не го посака? Така, ние сите сакаме внимание, Така е. сите сакаме поддршка и многу лесно И манипулаторите можеме тоа да на пак- тацнати го Така даваат. е, така е, така е. Значи тоа е период на идеализација каде што е све идеално, се е совршено, но тоа е глума. Тоа го За жал. одглумуваат за да ја придобијат буквално жртвата Но на таков во начин својот тие ги придобиваат живот. емоциите, чувствата кај Така е, другата така е, страна така и е. потоа кога ќе ги придобијат нејзините емоции, нејзината љубов кон Себе. мислејќи таа дека го нашла вистинскиот, Вистинскиот. настапува што? Така настапува втората фаза. А тоа е? Втората фаза е фаза каде што веќе ја симнува маската. И е манипулаторот каков што вистински е. Односно, што прави? Ја обвинува. Секогаш ја понижува. Дури прави и намерно љубоморни сцени за да има реакција. Манипулаторите тоа сакаат. Реакција, затоа што така знаат дека личноста веќе се разнишува самодовербата, почнува да се сомнева во себе и ја постигнале целта. На тој начин манипулираат со нив. Со тоа се хранат ли? Така е, со тоа се хранат. Толку Точно, лоши луѓе постојат на точно, околу нас. Така е, за жал, манипулатори има насекаде и во семејство. Мајка манипулатор, татко манипулатор, брат, сестра, пријатели. Значи секаде ги има околу И нас. луѓето некои што еве вака да поделиме. Има постојат најверојатно во врските некој што тоа ќе го препознае, затоа што веќе ти ако не си таков како што си се представил на самиот почеток, тоа веднаш треба да се дигне и да се крене поточно црвеното знаменце и да имаме еден црвен огромен аларм дека нешто не е во ред. И веднаш треба да напуштиме. Ако не ми го даваш тоа што го вети на почетокот, тогаш нема потреба да останува, меѓутоа има кои што се, вака да кажам, како изманипулирани до тој степен што воопшто ништо не забележуваат, дури и сакаат по секоја цена да останат во таа врска. Ајде малку за Така. тоа. Знаете зошто е тоа така? Манипулаторот кога ќе ја постигне својата цел,
Значи, кога веќе жртвата нема сигурност во себе, нема самодоверба, мисли дека е крива за се. Мисли дека жртвата е крива за неговото однесување. Затоа што претходно бил идеален. И сега се прашува што јас направив за мојот партнер да се промени. И кога ќе покаже реакција жртвата веќе одбрана, дека си бара нешто што најверојатно исто се нудело на почетокот, а тоа повеќе го нема, затоа што го покажуваме правото лице, се обвинува, сепак вината преминува на жртвата. Никогаш манипулаторите не ја прифаќаат вината. Никогаш. Никогаш, тоа им е целта. Да, тоа им е целта затоа што кога се несигурни жртвите, така ги контролираат. И што е најтрагично, тоа го манифестираат и на најблиските. И често жртвите се наоѓаат во ситуација каде што гледаат дека нема излез, затоа што немаат поддршка од семејството. Овие нарцис манипулатори се толку успешни, толку идеални, што кога жртвата би сакала да побара помош од семејството, никој нема да ја верува. Затоа што тие прекрасно знаат да манипулираат и со блиските на жртвата. Така е, затоа што во надворешниот свет се идеални. Никој не може да претпостави што жртвата живее дома. И поради тоа најчесто немаат избор, а посебно нели во повозрасни, да речам, нели жртви, каде што нема каде да одам, нема кој да ме поддржи, никој не ми верува и остануваат заглавени во тие токсични врски, кои што за жал подосна може да се развијат и други болести. И која третата фаза, да, болестите, менталното здравје, психофизичко, значи секаков, од секаков можем вид за жал. Така е, манипулаторите буквално сакаат да те исцедат. Значи како сунгер. Ја цицаат енергијата. Ги цицаат све што има таа личност, дотолку да нема чувство, никаква емпатија, ништо. Значи, нарцис манипулаторите и воопшто сите манипулатори што имаат во себе? Гнев, лутина, бес. И на тој начин ги задоволуваат се изживуваат. Точно, се изживуваат со другите. Ке се препознаат сигурно многу и треба да побараат веднаш психолошка помош од ова што го слушнав. Вака да бидам искрена, ми се наежи целата кожа затоа што не можам да верувам дека некој човек што го гледаш пред себе не гаи никакво било какво позитивно чувство. И убаво е тоа што го образложуваме и што го кажуваме, затоа што знам дека и во многу бракови, во многу љубовни врски постојат овие манипулации кои што ги кажувате, затоа што и кога се прелюбници, тие повторно вината ја префрлаат на жртвата и во моментот имаат повеќе можеби паралелни врски во брак, во љубовна врска, како и да е. Да, секогаш кога, така е, секогаш кога сметаат дека не може веќе да искористат ништо од таа личност, тогаш може да ја остават. Кога веќе иземале се, ја оставиле празна. Тогаш наоѓаат друга жртва и го прават истото. И постојано го прават истото. Значи, воопшто нема потреба од љубомора, да кажам, кај жртвата, затоа што манипулаторот со секоја своја одбрана жртва истото го прави со идеализација. Прво сме принцот на белиот конј, па потоа лека полека ја семнуваме маската и веќе доаѓаме до степен каде што се изживуваме на некаков било каков начин, но психичкиот е многу страшна работа, како што посочивме, затоа што може да доведе да се развијат и други состојби. За многу внимание треба. Дали доаѓаат вака во почесто време жени, затоа што кажавме за жал. Сега така е, тоа покажува статистиката дека мажите се повеќе се манипулатори. Дали жените бараат помош, дали ги препознаваат, тоа е многу важно. Да. Тоа ми се допаѓа. Така е, веќе почнуваат да ги препознаваат и јас сакам да спомнам дека најважно нешто за да ги препознаеме манипулаторите е едукацијата. Така. Значи едукацијата да ги научиме како личности што се, нивното однесување, нивните карактеристики, нели кога ќе дојдеме во контакт со таква личност, ние на време да ставиме стоп. Кажавме, значи, првиот аларм, погледнувам кон часовникот затоа што овие теми се широки, па да ги искористиме овие последните минути, но повторно ќе ни гостувате. На делови треба да ја поделиме, да ги поделиме разговорите, меѓутоа првиот аларм
доаѓа принцот на белиот конј. Ве обсипува со внимание, ве обсипува со тоа под наводници love bombing, љубовно бомбардирање. Едноставно вие не можете здив да земете од тоа што тие го прават за вас, за да вие се чувствувате како да сте Принцеза. принцеса. И Бајка. најсаканата, најпосакуваната, така како што разбрав, така е. личност која што е во очите на еден маж. И си велите дали постои нешто вакво што мене ми се случува и радости сте и се препуштате. Тоа значи треба да биде првиот Тоа е првиот аларм. Точно. Второ нешто што може да се направи кога веќе манипулаторите не привлекле кон нивните канџини или каде што можеме потешко да се ослободиме, е да во комуникација да не даваме реакција. Значи, целта е да не испровоцира. Целта е да не навреди, да не понижи, да не повреди. Нели, сите ние би реагирале така што би се бранеле, би плачеле, би докажувале, би покажувале. Но нив ништо не ги допира. Така е. Себа диела, значи. Така е. И така знаат дека не А жртвата ми се со манипулирале. реакција може би Така, ќе добие дека ќе нешто, го не знаејќи дека врати. тој никакви чувства во себе Така е. нема. Мисли дека ќе го врати она првиот човек во кој што она нели се нема влюбила шанси. и го имала. Нема шанси. Нема шанси. Значи, второ нешто што треба да направиме, да не дадеме реакција. Реакција. Тешко е, но но тоа се тренира, тоа се учи. И ги затоа учите што- вашите пациенти. Така е. Да, Затоа одлично. што кога ќе бидеш нели со самодоверба и сигурен во себе, а манипулаторот го види тоа, и ќе застане. Да. Многу Ќе застане. благодарам што одвоивте време и бевте дел од нашата утринска програма. Малку да ја разработиме оваа тема, што е многу корисна за бракови врски, затоа што и понатака се чувствуваат, не дај Боже, и последици кои што ги гледаме во секојдневието, но се гледаме повторно на следна наша тема. Ви благодарам многу. И јас исто.